Ние сме биле 2 пати во Управата за безбедност и контраразузнавање со конкретна цел. Првата посета беше поврзана со запознавање на организацијската поставеност на Управата за безбедност и контраразузнавање, пошто верувам дека во моментов сфера на интерес на јавноста е Управата, а не Агенцијата за разузнавање, за чија контрола исто така сме надлежни како комисија. Првиот состанок кај нив беше запознавање со нивната организацијска поставеност и начинот на функционирање, кој ни беше објаснато од страна на вработените и на управата на агенцијата. Вториот пат бевме побарање на пратениците од ВМРО ДПМН на тематска посета во Управата за безбедност и контраразузнавање поврзана со терористичките закани со кои е соочена Република Македонија и подготвеноста на истата. Јас би се задржал на контролниот дел. До сега Комисијата за надзор над службите нема направено контролна посета во Управата за безбедност и контраразузнавање. Причината е многу едноставна. Пратениците кои ја сочинуваат оваа комисија не се експерти за ваков тип на контрола и баш затоа од самиот почеток, неколку месеци наназад, ние доставивме писмено барање до Управата за безбедност и контраразузнавање да ги добиеме информациите за целата опрема која е на располагање во управата, с која се користи за следење на комуникациите. И тоа не само моменталната, туку и онаа која е била во 2006 година, опремата која во меѓувреме е набавена и опремата која е расходувана. Ги побаравме техничките карактеристики на истата и побаравме упатство за употреба, напишано од производителот, што е многу важно. Според сите нас, тоа се минимум предуслови како ние би се подготвиле за да можеме да направиме една суштинска контрола на работењето на Управата за безбедност и контраразузнавање. Не сакајќи да правиме формална посета, така наречено пиење кафе, или во најмала рака не да бидеме алиби на нечие работење. А сето тоа може да се случи ако појдете во неподготвена посета и ако едноставно се однесувате како дете од градинка кое го шетаат во некаков музеј или во некаква шарена просторија. Каква беше средбата таму? Значи, што ви каже конкретно за првата посета? Ги добивме информациите поврзани со организацијската поставеност. И тоа го добивме како информација. Проблемот се јавува понатаму. Недобивањето на одговор на прашањето за опремата, техничките карактеристики поврзано со упатството за употреба од производителот, како би знаеле со што би се соочиле при нашата посета и да извршиме вистинска, суштинска контрола на нивното работење. Тоа до ден денес го немаме добиено како комисија. Значи, вие ги прашавте за тоа конкретно? Месеци наназад, уште од првиот состанок на комисијата имаме официјално барање до управата, кој одговор за волја на вистината имавме добиено на 3 страни одговор кој беше максимално формален, без конкретни податоци за нашето барање и без конкретни упатства. Сето она кое го баравме директно да го добиеме како можна подготовка за идна контролна посета на управата. Со таква затвореност на една институција, мислите ли дека ќе успее комисијата да профункционира и да дојде до податоците кои се предмет на интерес? Јас сум убеден дека мораме ние да се трудиме и да ги бараме оние работи кои се потребни за вршење на суштинска контрола. Во овој момент слободно можем да ви кажем дека можеби и недобивањето или недавањето на толку важни податоци од страна на управата кон членовите на Комисијата за надзор на нивното работење биле една од причините или дополнителен повод на специјалното јавно обвинителство да ја отвори и продлабочи оваа истрага. Знаете како народот вели, нешто што се крие, нешто кое не е достапно на оние кои заслужуваат да го видат. Не на целокупната јавност, водејќи сметка дека сепак станува збор за класифицирани податоци, сигурно има нешто. И сметам дека може би една од дополнителните причини за ваквиот ангажман на специјалното јавно обвинителство е начинот или односот на Управата за безбедност и контраразузнавање кон ова наше барање како комисија. Споменавте дека утре ќе имате седница. Каква е соработката со останатите членови? Соработката со останатите членови на комисијата е
на ниво на собраниски колеги. Нема ни потреба од некаква посебна дополнителна соработка, водејќи сметка дека ние сме представници на политички партии, посебно во овој период кога ги разгледуваме извештаите. Значи, на утрешната седница ние ќе ги разгледуваме извештаите за работата на Управата за безбедност и контраразузнавање за 2015 година и нивната програма за работа за 2016 година и извештајот за работа на Агенцијата за разузнавање за 2015 година. Исто така, на утрешниот состанок, на утрешната седница, ќе се разгледува и извештајот за работа на Комисијата за контрола на работата над службите за 2015 година. Кој е ваш коментар на тоа што падна првиот притвор за лице вработено токму во управата? Независноста на правосудниот систем е нешто кое до максимум мора да го почитуваме сите. И во тој дел не би влегол во дополнителни коментари. Меѓутоа, искуството наназад покажува дека начинот на функционирање на правосудниот систем не кореспондира со моменталните нивни активности, поврзани и со дозволата за претреси, поврзано и со дозволата за определување на притвор за одредени осумничени лица. Во таа насока се појавува огромниот, можам да ви речем дури и основан сомнеж на граѓаните кога се анализира работата на судството. Во секој случај, врвна независност е нивната работа и сметам дека не треба да се навлегува во коментари за нивното функционирање. Сепак, граѓаните го даваат последниот суд и тие гледаат што всушност се случува и како споредба искуство од минатото и моментално функционирање на истите. После сето ова што се случи со двата системи за кои што тврди специјалното обвинителство дека се уништени, ќе побарате уште една посета токму на ова прашање? Наша работа е посета и вршење на контролна средба, контролна посета на управата за утврдување на начинот на нивното работење и функционирање. Дали може да очекуваме наскоро? Ако се водиме од моменталните рокови и моментално зададениот календар на собранието, а тоа значи дека следната недела би требало да се распушти такво нешто, не би можел ни да ветам, ни да размислувам. Сепак, сето тоа ќе зависи од идните случувања, посебно во овој близок следен период.